Атком и Регулаторната комисија за енергетика пред представниците на управниот одбор на ЗЕЛС, во кој членуваат градоначалници на општините и град Скопје, ја презентираа иницијативата за измена на постапката за утврдување на тарифите за водни услуги, со цел решението на регулаторот да биде конечен и образувачки акт за да се обезбеди финансиска одржливост на јавните комунални предпријатија. Во моментот, најголем дел од предпријатијата буквално се дават во долгови, акумулирани од високи сметки за електрична енергија, произведена но нефактурирана вода и тарифи кои не ги покриваат реалните трошоци, што води до блокирани сметки и неможност за рентабилно функционирање. Добивме информација на барањата на директорите од Атком кон регулаторна е за регулирање на цената, со што би се тргнал товарот едноставно од градоначалниците и советите, но не и дека би се тргнала контролата, е сериозна точка за размислување за кое што ние, како членови на управниот одбор на ЗЕЛС, сериозно би разговарале околу разгледувањето и поддршката на оваа иницијатива. Ова барање, ова иницијатива на Атком секако ќе биде разгледана на седница на управниот одбор на ЗЕЛС. Доколку насоките кои што и објаснувањето ги добивме се целисходни и кои што ќе донесат добробит на јавните комунални предпријатија, по сериозни анализи, доколку тоа е решението, најверојатно може да следи и позитивен одговор. Општините се основачи на комуналните предпријатија и мора да постои кохерентна врска во усогласувањето на ставовите и дефинирање на заедничките чекори за подобрување на правната, финансиската и инвестицијската стабилност на секторот. Постојат повеќе механизми. Еден од тие механизми е зајакнување на наплатата, односно поголема наплата за услугата која што даваат кон граѓаните. Рационалност во трошењето исто така е многу битно. Беа презентирани активностите на Атком во делот лобирање и застапување, како и клучните наоди и препораки за формализирање на собственоста и регистрација на основните средства на јавните комунални предпријатија, со јасно дефинирање на општините како нивни сопственици. За Сител, Трајан Ристовски.